не е далеку од се тоа? Па не би рекол дека сме далеку. Ќе зборувам малку од страна на медиум, кој што работи и на темата, меѓутоа и како медиум генерално. Оно што е најтешко во целата ситуација е оно што Борис го кажа, особено кај медиумите. Колку и да се трудиш да ги стигнеш измамите се секогаш чекор понапред од тој што пробува да ги детектира измамите и да ги прикаже пред граѓаните за да не паднат во замката. И тоа е многу едноставно. Зошто е така? За да вие како медиум, се зборуваме за медиум кој што е медиум по сите професионални стандарди. Не зборуваме за медиум кој што симулира дека е медиум. Симулацијата на медиум е тоа што обично го прават овие што се бават со измами и во избори и во секојдневие и така натаму. И тука имаме една огромна како се вика, предност имаат они, огромна пред сите други професионални медиуми, затоа што прво е многу ефтино да го произведат, пред вештачката интелигенција доволно им беше еден човек, затоа што тој не оди на терен да проверува дали е тоа вистина или така, туку тој едноставно од дома седи и креира. Може денеска да креира 100 различни приказни. Додека овие што се професионални медиуми, тоа мора да постои процес некој што ти треба да поминеш за да дојдеш да создадеш една работа. Со вештачката интелигенција тоа уште повеќе се зголемува како можност за креирање. Значи, уште поевтина станува ситуацијата во која што тие медиуми кои што симулираат дека се медиуми, кои што немаат идеја да се во бизнисот со информации, туку имаат идеја да бидат во бизнисот за пропаганда и намамување на луѓе, за нив сега сите работи се уште поевтини за производство. И оно што е најзагрижувачко од страна на медиумите не се така наречените deepfake, туку така наречените cheapfake, односно ефтини лаги. Затоа што deepfake се уште е технологија која што не е толку ефтина и бара огромно технолошко познавање. Особено кога зборуваме за визуелен дел. Иако ние сега гледаме како може да се креираат видеа и така натаму, се уште можеме многу лесно да препознаеме дека некое видео е креирано со вештачка интелигенција или некоја слика е креирана со вештачка интелигенција или не. Како на пример Трамп кој што седи со пет момчиња од афроамериканци, многу лесно луѓето приметија дека тоа е лага. Меѓутоа, ова што го кажа, и е многу ефтино, случајот со Словачка, и е многу ефтино да го направиш, пошто го кажа Борис, за 30 минути од новинар и од некој што е јавна личност, политичар, многу лесно можеш да најдеш 30 минути примерок, за да можеш да му го клонираш гласот. И тоа спаѓа не во deepfake, туку во cheapfake. И тие се тие што се многу по-опасни моментално. Deepfake можеби на долг рок ќе бидат тие кои што ние ќе имаме сериозен проблем, затоа што комплетно ќе го пометат границата помеѓу што е вистина, а што е креирано, односно замисла на некој со едноставна текстуална порока, некоја машина да му создаде нова реалност. Меѓутоа, додека дојдат deepfake, ние имаме многу посериозен проблем со овие така наречени ефтини лаги, кои со вештачката интелигенција се поевтино и поевтино ќе почнат да се користат и во изборите кои што беа последни во Аргентина, беа прогласени како за првите AI или првите ВИ, вештачки интелигенција избори, затоа што голем број од кандидатите таму што беа, постерите, целокупната кампања која што ја креира, за кој што порано ви требало да ангажирате креативен директор, ви требало да ангажирате некој што знае да напише порака, односно копирајтер како што го викаме.
после дизајнери ви треба да ангажирате. Видеомонтажер, они го прескокнаа сето тоа. Почнаа сами да ги креираат многу брзо работите. И сега во таа ситуација ќе кажеш па добро, креираат секако нешто што би го креирали и онака, меѓутоа тоа ја покажува моќта на што можат се они да направат со лесно достапна технологија, а со лоши намери. И секогаш технологијата сама по себе не може да биде лоша. Незината употреба како ние ќе употребиме може да биде добра или лоша. Мислам има еден пример што го кажуваат за барутот. Кинезите го имале барутот многу пред европејаните да го дознаат. Ама на европејаните им текнало дека ова може да биде пушка во кој што јас ќе го покорам светот, и го направиле тоа. Тоа е ситуацијата во која што ние се наоѓаме сега со вештачката интелигенција. Моќно оружје кое што ако некој има лоша намера да го злоупотреби, може да му даде огромна предност. Меѓутоа е многу битно ова што Борис го разговараше. Ако го пропуштивме моментот и мислевме дека е добро кога се составаа социјалните мрежи, да играме на картата, раците на општеството, граѓаните и државата настрана, затоа што тоа е нова технологија, тек треба да видиме што ќе се развие, па после да пробуваме да ја регулираме. Сега знаеме дека тоа беше грешка. И би требало да не ја повториме грешката, која што сега полека како да иде на таа страна, меѓутоа имаме сериозна страна во која што кажува дека вештачката интелигенција да продолжи да се развива во одредена насока, мораме да оставиме во одредена регулатива, за да не се случи проблемот да она биде побрза од тие што треба да контролираат, односно да не заштитат. Дека секогаш ќе биде, меѓутоа колку да го намалиме тој јас што е можно помалку.